За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење славонски палачинки, како главно јадење тава фантазија, за десерт штангли од бадеми. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. За вашето утрешно мени како предјадење ви предлагаме да подготвите славонски палачинки. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Пиперката ја сечкаме на ситни коцки. И доматот го сечкаме на ситни коцки. Чешнето лук ситно го сечкаме. На загреано масло во тава на оган го ставаме исечканиот кромит да се пржи. Откако ќе омекне го додаваме меленото јунешко месо. Потоа го додаваме и меленото свинско месо. Во друга тава на оган го ставаме маргаринот. Откако ќе се растопи, додаваме 50 грама брашно. Мешаме со жицата. Откако брашното ќе се испржи во тавата, го налеваме млекото. Додаваме мешан зачин. Во тавата рендаме морско оревче. Откако месото ќе се испржи во тавата, ги додаваме парчињата пиперка. Ги додаваме исечканиот лук и парчињата домат. Додаваме мешан зачин. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Потоа додаваме една лажица брашно. Промешуваме. Огнеотпорниот сад го попрескуваме со масло за јадење. Од филот од мелено месо нанесуваме на првата палачинка. Филуваната палачинка ја виткаме во ролат. Ја ставаме во огнеотпорниот сад. На ист начин ги подготвуваме сите палачинки. Врзних редиме кругови кулем. Потоа во садот ги редиме лентите чаден свински врат. Јајцата ги сечкаме на кругови. Ги додаваме во садот. На крупната страна од рендето во садот го рендаме кашкавала. Преливаме со бешамел сосот. Попрескуваме масло за јадење. Садот го ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Славонските палачинки ги сечеме на парчиња. Едно парче ставаме на чинија за сервирање.
Dekorirаме со кругови црвена пиперка и гранчиња Макдонос. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 50 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Испржете фило од кромит од меленото месо и сечканиот зеленчук, зачини една лажица брашно. Од маргаринот, брашното и млекото сварете бешамел сос. Зачинете го. Палачинките филувајте ги. Свиткете ролати и наредете ги во огнеотворен сад. Потоа наредете кругови кулен, ленти свински врат и кругови јајца и изрендајте кашкавал. Прелите со бешамелот, испечете и сечете на парчиња. Сервирајте и декорирајте. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите тава фантазија. Пирешките гради ги сечкаме на тенки шницли. Нарасуваме мешан зачин и оригано. Посолуваме. Ги оставаме парчињата месо на чинија да ги впијат зачините. И свинското месо го сечкаме на тенки шницли. Нарасуваме мешан зачин и оригано. И свинското месо го оставаме да ги впие зачините. Доматите ги сечкаме на кругови. Керамичката тава ја попрскуваме со масло за јадење. Дното на тавата го прекриваме со ленти сланина. Врз нив ги редиме парчињата пилешко месо. Го нанесуваме топеното сирење. Нарасуваме мешан зачин и оригано. Потоа во тавата ги редиме круговите домати. Прекриваме со парчињата свинско месо. Врз нив скалесто редиме ленти сланина. Налеваме 300 мл вода. Ги додаваме преостанатите ленти сланина. Ја затвораме тавата со алуминиумска фолија. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 2 часа на температура од 200 степени. Од тавата фантазија ставаме начинија за сервирање. Преливаме со сосот од тавата. Украсуваме со 2 млади кромитчиња. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа и 15 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло со рубин црвена боја и арома на презреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Месото исечете го на шницли, зачинете ги, оставете ги да ги впијат зачините.
Во керамичка тава наредете ленти сланина, парчиња пилешко и топено сирење и зачинете. Додадете ги круговите домати, парчињата свинско месо и ленти сланина. Налејте вода, прекриете со преостанатите ленти сланина. Испечете под фолија, сервирете и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите штангли од бадеми. Почнуваме со подготовка на пандишпанот. Јајцата ги кршиме, ги делиме белките од жолчките. Ги матиме белките со миксер. Во садот за матење додаваме половина од шеќерот. Во длабок сад го ставаме путерот. Го додаваме преостанатиот шеќер. Матиме со миксер додека не се соединат. Ги додаваме бадемите. Потоа го додаваме и брашното. Матиме со миксерот додека смесата не се соедини. Потоа во садот ги додаваме изматените белки. Мешаме со лопатката додека смесата не се соедини. Смесата ја ставаме во со масло намрсена и на брашната правоаголна тава за печење. Тавата ја ставаме во ревна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме првиот фил. Во садот за матење со преостанатите 4 жолчки го додаваме шеќерот. Го додаваме и ванилиниот шеќер. Матиме со миксерот додека шеќерот не се растопи. Тавата со испечениот пандишпан ја вадиме од ревна. Врз пандишпанот го нанесуваме првиот фил. Ја враќаме тавата во ревна. Печеме 15 минути на истата температура. Ја вадиме тавата од ревна. Почнуваме со подготовка на вториот фил. Во тенџере на оган го ставаме путерот. Го додаваме шеќерот. Мешаме со лажицата. Откако путерот и шеќерот ќе се растопат, ги додаваме мелените бадеми. Промешуваме. Го тргаме тенџерето од оган. Го нанесуваме вториот фил во тавата. Врз филот ги нарасуваме сечканите бадеми. Изладениот колач го сечеме на штангли. Штанглите од бадеми во круг ги редиме на чинија за сервирање. Декорираме со кришки портокал. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 70 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Путерот изматете го со шеќер, додадете ги бадемите, брашното и изматените белки, испечете пандишпан. Жолчките изматете ги со шеќер и ванилин шеќер. Нанесете го првиот фил на пандишпанот и допечете. Подгответе втор фил од растопениот путер и шеќер и бадемите. Нанесете го во тавата, наросете сечкани бадеми. Изладете го колачот и сечете на штангли, сервирајте и декорирајте. Добар апетит!
најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење тестенини во сос од топено сирење, како главно јадење ѓувеч со буткица, за десерт торта со кроасани,